5 тимови на спасители на вода распоредени долж градското пристаниште и во спасителни чамци во вода. 3 нуркачки тимови, 5 медицински тимови за укажување прва помош со 2 амбулантски возила. Помогнати со медицински тим на итната медицинска помош, ке се грижат за безбедноста на капачите во вода и сите посетители на големата културно-верска манифестација Богојавление Водици во Охрид. Тимовите на Црвениот крст на пунктот на Црвениот крст помеѓу капетанија и ресторанот Чум ќе вршат превентивни основни здравствени прегледи на сите оние кои што сакат да се прегледат пред да влезат утредента во водите на Охридското езеро. И препорачуваме на сите да дојдат да одвојат 5 минути да ја видат својата здравствена состојба, да ги добијат препораките, да знаат каде е движењето и каде ќе се тимовите за не дај Боже. Од Црвениот крст апелираат и препорачуваат до скокачите по крстот да ја проверат својата здравствена состојба и да се информираат за ризиците и опасностите кои постојат при капење во вода со температура од околу 8 степени Целзиусови. На 19 во понеделник, кога и се очекува да се осветат водите во Охридското езеро овде на градското пристаниште, очекуваме сончево време, ладен северно-западен ветер со брзина од околу 3 до 5 метри во секунда и температура на воздух околу 5 степени, а температура на водата околу 8 степени. Значи, прилично непријатни временски услови што се однесуваат до температурите, но сме навикнале и оние кои што влегуваат во водите на Охридското езеро, така да доколку се слушаат препораките, доколку ги почитуваат препораките и она што сега ќе го кажам, значи пред се сите оние кои што чувствуваат некоја слабост, имаат некој здравствен проблем, да не влегуваат во водите на Охридското езеро. Да не се конзумира алкохол пред влегување во водите на Охридското езеро, затоа што алкохолот рапидно ја намалува температурата на телото. Под мотото една капка може да промени се. Во организација на Црвениот крст на Водици ќе се реализира и традиционалната крводарителска акција. Нина Ритоновска, Сител телевизија.